Добро вечер, Струмицо. Добро вечер, почитуван поранешен председател на Република Македонија, господин Бранко Црвенковски. Почитувани представници на дипломатскиот кор. Почитувани пратеници, градоначалници, советници, почитувани гости и граѓани. Струмица продолжува да ја пишува својата успешна приказна. Вечерва додава уште една нова страница. Додека Македонија сонува за гасификацијата, во Струмица таа е веќе реалност. Струмица стана прва општина во Република Македонија гасифицирана со виртуелен гасовод. Овој капитален проект почна да се реализира пред 3 години, кога долгогодишните барања на граѓаните и бизнис заедницата за еколошки и економски поисплатлив енергенс станаа приоритет за градоначалникот Зоран Заев. Барањата од една и позитивното искуство од користењето на природниот гас како примерен енергенс во многу развиени земји, од друга страна, ја поттикна идејата кај него за гасификација на општина Струмица. Одлучен идејата да ја реализира до крај, ја почна потрагата по возможни решенија за реализација на проектот и консултации со врвни експерти од оваа област во и надвор од границите на Република Македонија. По извршените комплетни анализи, базирани на светски позитивните искуства, а имајќи во предвид дека поврзување на националниот гасовод на Република Македонија во овој момент не е опција за општина како што е Струмица со својата географска положба, а истиот подолго време тапка во место, единствено решение за гасификација на Струмица беше така наречениот виртуелен гасовод. Тоа подразбираше идентификација на блиска локација со пристап на природен газ, компресија на гасот на висок притисок во метални резервоари, негов камионски транспорт до општината и декомпресија на гасот пред внезување во локалниот дистрибутивен гасовод низ градот. Денес постојат голем број земји кои преку ваквиот начин на транспорт на природниот газ ги задоволуваат своите енергетски потреби. Аргентина, Бразил, Колумбија, Филипини, Бугарија се примерите по кои се реализира идејата за виртуелна гасификација на Струмица. Градоначалникот Зоран Заев идејата ја презентираше на јавна расправа што се одржа на 15 декември 2009 година пред граѓаните и представниците на јавниот, приватниот и невладиниот сектор. Можноста Струмица да ги ползува придобивките од ваквиот модел на гасовод беше доволен мотив за силна дебата, кој продуцираше едногласна граѓанска поддршка за реализација на овој општински проект. Еве како тогаш од присутните на јавната расправа беше доживеана идејата за гасификација на Струмица. Сметам дека некаде од 20 до 30% ќе бидеме поевтини во однос на досегашните енергии што ги користиме, односно нашите производи, како што ги нудиме на пазарите моментално во Европа и во свет. Трошиме околу 4 до 5 милиона денари за нафта, сега ќе трошиме 2 до 2,5, максимум до 2,5 милиона. Тоа ќе биде голема заштита, а воедно и конечно професорите и учениците во Никола Карев ќе се стоплат. Сметите за домакинства се ненормално високи. Со гасификацијата, мислам ти колку што изложи градоначалникот, ќе бидат намалени од 20 до 30%. Например, едно семејство кој јас, пето семејство кој плаќам од 2,5 до 3.000 струја, се надам дека со гасификација ќе плаќам од 1.000 до 1.500. По добивањето зелено светло од граѓаните, јавниот и приватниот сектор, со одлука на Советот на општина Струмица одржана на 26 април 2010 година, е основано јавното предпријатие за енергетски дејности Струмица Газ со една единствена цел – да ја отпочне и заврши гасификацијата на Струмица. Со одлука на Советот е преотстапена целокупната документација која се состоеше од идеен проект, главен проект, физибилити студија, тендерска документација и елаборат за заштита на животната средина. Да се подсетиме што тогаш рекоа членовите на Советот на општина Струмица.
Предлагам да ние како Совет на општина Струмица, без оглед на партиската припадност, треба едногласно да ја прифатиме предлог одлуката на градоначалникот на општината, со што би ги направили и првите чекори во спроведување и оспорување на идејата за гасификација на општина Струмица и населените места. Колку тој ќе донесе за нашата општина, значи и од економска и од еколошка гледна точка, значи спомна што би се случило кога не би се трошеле 500 метри кубни дрва за едни оранжери или за некој индустријски објект, така да јас мислам дека на сите овие работи треба оптимистички да пристапуваме. Јас сум свесна дека Македонија заедно со Косово и Албанија се единствените држави кои за жал се уште ја немаат спроведено гасификацијата и навистина искрено жалам за тоа. И јас како советник и граѓани на општина Струмица го поздравувам значи проектот за гасификација на општина Струмица. Пред се, гасот е еколошко гориво, од еколошка смисла ако зборуваме. За разлика од другите горива кои што се користат во индустријата и во домакинствата, пред се мислам на мазотот, нафтата и дрвото. Исто така, тоа е од економска гледна точка економски најисплатливо гориво за производство, гориво кој што се користи при производствениот процес. Поевтино од гасот нема. Тргнувајќи од основните начела на одржливиот развој и потребата за заштита на животната средина, стратешка определба на јавното предпријатие Струмица газ стана развојот на дистрибутивниот гасоводен систем и воведување на природниот газ во сите сфери на живеењето. По завршувањето на административно-законските процедури на 15 април 2011 година, официјално почна изградбата на локалната гасоводна дистрибутивна мрежа во должина од 13 километри. Според планираните проекции, гасоводниот цевковод е поделен на 15 секции, преку кои се изврши опфат на целата територија на Струмица. Изградбата на гасоводната мрежа се одвиваше според сите прописи за градење на ваков тип на гасоводи, што значи користење на полиетиленски цевки со највисок квалитет и стандарди, како што се P100 SDR 11, ISO S5 и DEVAL-веќе. Во текот на изградбата, во зависност од делниците, а според проектот, беа користени различни димензии на цевки со различни должини. И тоа FI 63 400 метри, FI 90 2000 метри, FI 110 560 метри, FI 140 1700 метри, FI 160 1420 метри, FI 200 1150 метри, FI 250 2210 метри, FI 280 750 метри и FI 355 1975 метри. Употребата на големи димензии укажува на една голема придобивка. Имено, со употребата на овие димензии во примарната мрежа, градот Струмица развојно за следните 50 до 70 години е потполно обезбеден со потребен капацитет, што значи дека треба да се работи само на секундарната мрежа, тоест ширење и изградба на така наречени квартовни или малски делници кои се со помали димензии. Овој проект е компатибилен со националната стратегија за гасификација. Тој ќе има улогата на претходница на националниот гасовод. Во моментот кога Струмица ќе се поврзе со националниот гасовод, мрежата за дистрибуција веќе ќе биде изградена, ќе има континуирани потрошувачи и најмногу од се ќе има јавно предпријатие со обучен кадар. По приклучувањето на националниот гасовод на Република Македонија во оптимистичка варијанта за 10 години, опремата која се набави за овој проект ќе се дислоцира во остенатите региони на општината и во земеделскиот сектор кој патем покажува се поголема желба за инвестирање во ваков вид опрема и потреба од овој тип на енергенс. Природниот газ Струмица го увезува од Република Бугарија, кој е најблиска точка на постоечки гасовод во компресирана состојба со специјални мат модули кои од транспортната приколка се растовараат врз посебни платформи и преку посебна гасоводна инсталација се приклучени на декомпресиската станица. Вкупниот волумен во еден модул за газ е 1500 нормални метри кубни со притисок од 250 бари. Декомпресиската
или керка станица е уред кој ги поврзува гасните модули со дистрибутивната гасоводна мрежа на градот и врши симнување на притисокот од 250 на 4 бари во истата. Почитувани, сега ќе видиме каде се наоѓа и како функционира декомпресиската станица. Се вклучуваме во живо на местото каде што таа се наоѓа. Таму е колешката Нела Масалковска. Добро вечер Совче и голем поздрав до сите присутни на градскиот плоштад. Во моментот се наоѓам на локацијата каде што е сместена декомпресиската станица. Можеби за некому е познато, но за други не. Тоа е местото кое што само до пред еден месец овде беше депонијата за цврст отпад, а сега е место од каде што градот ќе се снабдува со природен газ. Инаку овде е работно, со мене се вработените во јавното претпријатие за енергетски дејности Струмица газ, а до мене е инженер Верица Узунова вработена во јавното претпријатие. Верице, што поточно се случува овде во моментот? Така е, Нела, како што и сама напомена, се наоѓаме на локацијата каде што е поставена главната инсталација за виртуелниот гасовод на град Струмица на површина од 5000 метри квадратни на излезот од градот Струмица према Валандово, лево од улицата Климент Охридски. Ова позади мене е декомпресиската станица на производителот Галилео тип PRP 2500, чија што улога ќе биде да го декомпресира гасот од 250 бари на 4 бари, кој што е неопходен работен притисок за гасоводната мрежа во градот Струмица. Како таков, природниот газ на 250 бари компресиран ќе биде транспортиран од Бугарија во специјално дизајнирани цилиндри или така наречени мат модули, складишта на природен газ, преку специјално транспортно возило со специјална приколка и ќе биде истоварано на специјални платформи изработени токму за таа намена. Со големо задоволство можам да кажам дека испораките на природниот газ веќе се направени, транспортот е извршен, монтажата на мат модулите е завршена и во моментот вработените во јавното претпријатие Струмица газ ги прават последните проверки и инсталациони контроли за да можеме да го користењето на природниот газ овозможиме за сите граѓани на општина Струмица. Благодарам, Верице. Совче, за сега толку од декомпресиската станица. Ти благодарам, Нела. Инаку, уште од стартот, бизнис секторот му даде силна поддршка на проектот за гасификација и во него бизнисмените гледаат двигател на економскиот развој на Струмица. Стопанството во Струмица е над 70% извозно ориентирано и како енергенс користи 50% нафтени деривати, 25% електрична енергија, 10% пропан-бутан и 15% огревно дрво. Неговата конкурентност значително опаѓа заради тоа што се соочува со конкуренција на производи кои потекнуваат од земји кои користат ефтини енергенси или самите климатски услови овозможуваат поевтино производство. Сега, со доаѓањето на гасот и во Струмица, конкурентноста се зголемува, а заштедата од користењето на истиот ќе се вложува во развојни цели. Од гасификацијата голем бенефит ќе имаат и земјоделските производители, бидејќи тие за загревање на пластениците трошат и до 500 метри кубни за површина од 1 хектар и по цели ноќи дежураат покрај пластениците. Со тоа, производството под пластеници ќе финишира 20 до 60 денови порано отколку досега, а заработката на раноградинарите ќе биде од 30 до 50% поголема. А сега, да слушнеме што за гасификацијата на Струмица
и за придобивките од неа, велат бизнисмените и земјоделците. Проектот гасификација на град Струмица за нас како млекара Јока го поздравуваме од причина што тој како по-ефтин енерген за нас ќе значи намалување на влезните трошкови, по-конкурентни ќе бидеме на пазарот во однос на производителите кои ги нудат веќе таквите производи произведени со газ. Од друга страна ќе значи поголем профит, кој профит ние сигурно ќе го насочиме во нови инвестиции, а тоа е развој како за нас, така и за пошироката околина за кој сите декларативно се залагаме, кој ни е преку потребен. Пошироко гледано како еколошки производ, значи и заштита на животната околина, затоа таквите проекти кои решаваат важни сегменти од нашето работење и живење како општество, ги поздравуваме уште еднаш и честитки за сите кои учествуваа во реализација на овој проект. Па имајќи во предвид дека најупотребуван енерген во целиот свет е гасот, секако дека гасификацијата ќе има позитивно влијание врз нашето работење. Прво од аспект на тоа што во моментот Хотел Сириус користи нафта и електрична енергија, Металопромет користи електрична енергија, со користењето, односно со гасификацијата, најпрво ќе имаме намалување на трошоците за енергија. Покрај тоа што сигурно дека цената за снабдување со газ ќе биде поевтин за разлика од снабдувањето со електрична енергија. Друга позитивна работа е тоа што гасот е и најеколошки, што значи ќе имаме зачувување на животната средина. Гасификацијата во Струмица е во секој случај позитивен, да кажеме, настан. И за нас како производители претпоставуваме дека ќе биде едно зголемување на конкурентноста на фабриката, бидејќи ние до сега сме на мазот и логично е да очекуваме дека системот на гасификација ќе биде добар за нас, затоа што ќе биде во принцип на потрошена енергија, бидејќи сега авансираме за таа енергија. Предпоставувам дека ќе биде добро, затоа што цел свет е на газ, почиста енергија, од еколошки аспект во секој случај е подобро. Технолошки аспект исто така е подобро, затоа што се помали трошоци, помали шансите за дефекти и така натаму, почиста технологија. Во секој случај е позитивно за нас како производители. Проектот гасификација на општина Струмица е од големо значење, голем бенефит, значи за цела општина, како за нашето стопанство во општина Струмица, така да кажеме и за понатаму и за индивидуалните домакинства. Обшто за гасификацијата во склоп за нашиот објект, да кажеме, хотелот, ќе биде од голема полза, бидејќи, да кажеме, енергенсите во денешно време се многу скапи, како што е, да кажеме, течното гориво, нафта или, да кажеме, тврдото од страна на дрвата. Гасот е со многу поволна цена, во кој, да кажем, ќе ни се намалят нашите трошоци, да кажем, и ќе бидеме по-конкурентни на пазарот. Бенефит од гасификацијата ќе има на повеќе полина, најголемото поле ќе биде секој пат еколошки аспект. Еколошки аспект е емисија на штетни гасове ќе биде многу помала. Бенефици секој се надеваме дека ќе има од економски аспект, значи како енергенс самиот газ е поевтин. Значи, еден од најголемите трошкови во раноградинарството се дрвата. Дрвата па и семенскиот материјал. Меѓутоа дрвата се тие што влечат едно 30 до 40% од вкупните трошкови. Па доколку инсталацијата се покаже успешна, доколку допре до секој земјоделец што е заинтересиран и доколку економски не помине, финансиски да биде поскапо од дрвото, ќе биде сигурно поевтино. Ќе замени доста дел од работната рака,
сигурно би било поевтино, доколку биде редовно испорачувано и доколку имаме услови тоа да го искористиме. Сигурно ќе се намалат трошковите. Ако сега имаме трошкови од 30 до 40% од производството, тогаш би биле сведени барем на 20-25, затоа што секој денар ќе е вреден во земјоделиево. Вкупно 14 објекти досега се приклучени на гасоводната мрежа. 3 средни и 5 основни училишта, 4 детски градинки, зградата на општина Струмица и домот на АРМ, кои досега се затоплуваа на нафта и дрва. Со гасификацијата, заштедата за една сезона за сите 14 објекти се проценува на 300.000 евра. Но гасоводната мрежа се шири и благодетите од природниот газ ќе ги имаат и индустриските капацитети и домакинствата. Го повикувам господинот Зоран Китанов, директор на јавното предпријатие за енергетски дејности Струмица газ, предпријатие кое идејата за гасификација ја претвори во реалност. Почитуван поранешен председател на Република Македонија Бранко Црвенковски, почитувани представници на дипломатскиот кор, почитувани пратеници, почитувани советници при Совет на општина Струмица, градоначалници, почитувани гости, почитувани сограѓани. Денес е денот кога почна да се пишува една нова историја за Струмица. Денес желбата станува стварност, идејата станува реалност, природниот газ пристигна. Пред 2 години започна изградбата на гасоводната мрежа во должина од 13 км и е навремено завршена по сите европски стандарди. Употребени се 500 цевки со димензии од FI63 па се до FI355 со најсовремен квалитет по DFLGV стандарди и доволен капацитет за следните години. Изградена е декомпресиска станица со моќност од 2500 метри кубни на час. Монтирани се 12 мерно-регулаторни станици. Комплетно преадаптирани котларници во сите школи и градинки, општинската зграда, зградата на домот на АРМ, што значи дека многу оџаци веќе не го загадуваат воздухот во градот. Но ние не застануваме овде. Во моментот се гради секундарна мрежа во должина од 7 километри и напролет ќе имаме 20 километри гасоводна мрежа, која и понатаму ќе продолжи да се проширува за да можат заинтересираните домаќинства и индустријски капацитети да го почувствуваат благодетот од природниот газ. Па веќе во наредниот период ќе ги имаме и првите приклучоци за домаќинствата. Сакам да нагласам дека ова мрежа е потполно компатибилна и на денот кога ќе пристигне националниот цевковод без никаков проблем ќе се приклучи на него. Но се во ова нема да можеше да се направи без големи заложби на некои луѓе и компании кои дадоа се од себе за реализација на овој проект. Затоа дозволете ми да во мое и во име на јавното предпријатие Струмица газ им се заблагодарам на главниот изведувач Конти Хидроплас, подизведувачите Жикол и Универзал Градба, Топлификација инженеринг Скопје, Филбис Мирко, ЦМЦ, Цирко, дистрибутерите Галилео од Бугарија и Македонија, Кратер, Термоплан и многу други кои дадоа свој придонес. Благодарност до вработените од јавното предпријатие Струмица газ, кои, иако не се многу на број, успеваа да се соочат со предизвиците. Едно големо благодарам до граѓаните на Струмица за трпението и довербата со кои не наградуваа во текот на реализацијата на целиот проект. Посебна благодарност до Советот на општина Струмица и советниците од сите партии кои го поддржаа овој проект.
Но сето ова немаше да започне ако не беше човекот со визија за реализација на нови и нови проекти, чија употребна вредност е во служба на подобрување на условите за живење и работата на граѓаните. Во текот на реализацијата на овој голем проект се соочувавме со проблеми од различен карактер, но тој со својата храброст, решителност, истрајност и смисол за мотивација успеваше да направи проблемите да ги гледаме од поинаков агол. Ништо не е нерешливо доколку се биде упорен и истраен. Погодувате на кого мислам. Господине градоначелник, ви благодарам за се што направивте и ви посакувам уште многу успешни проекти. Во реализацијата на проектот за гасификација на Струмица на директен и индиректен начин учествуваа повеќе експерти од домашната и странската енергетска заедница. За нив, гасификацијата на Струмица значи историски чин кој ќе ја зголеми конкурентноста на стопанството и ќе го подобри квалитетот на животот на граѓаните во општината. А сега да ги слушнеме Димитар Хаджимишев, председател на Македонската енергетска асоциација при Стопанската комора на Македонија, и доктор Даме Димитровски, професор на Машинскиот факултет во Скопје. Па видите, јас сметам дека денот кога ќе се пушта гасификациониот систем во Струмица може да стартира како историски ден за градот, бидејќи тој ден нашиот град добива уште еден енергетски систем. До овој момент во градот екзистира како енергетски систем само дистрибуцијата на газ и таа е десетици години наназад. Ден кога ќе се пушти овој систем, Струмица добива втор енергетски систем, дистрибуција на газ и снабдување на потрошачите со газ. И затоа сметам дека тоа навистина датум кој треба да влезе во историјата на нашиот град. Што е битно за гасификацијата и за можноста граѓаните да го користат гасот? Значи, гасот е еден од најпосакуваните енергенти. Значи, гасот овозможува тоа што сега можете да го добиете од електричната енергија, а по сите критериуми треба да биде значително поевтин од неја. Значи, со самиот чин кога гасот ќе е на располагање на граѓаните на нашиот град, најмалку три многу битни ефекти ќе го осети градот. Значи, првата работа е подобрување на комфорот на тие што го користат. Значи, он вообичаено заменува екстра лесно или други нафтени деривати кои строшиле пред него, дрва или електрична енергија. Значи, еден комфор е кога вие трошите дрва за задоволување на потребите од готвење, санитарна топла вода, грејење. Друг комфор е кога тоа ви го добивате преку гасот, кој практично ги има истиот ангажман како и електричната енергија. Значи, првата работа е граѓаните ќе имат и институциите кои ќе го користат тоа ќе им се подобри комфорт. Вториот многу битен елемент е сериозно намалување на загадувањето во градот, особено во зимскиот период, што е сега многу битно. Нашиот град и така е чист, меѓутоа не е на одмет да му се намали загадувањето. И третиот, можеби најбитен ефект е намалување на трошоците за задоволување на тие потреби. Значи, кога ќе се соберат тие три ефекта, освен тоа што градот добива нова можност како енергент, добива и неколку поволности. И на крај, Струмица тоа го реализира во услови кога не е конектирана на гасоводен систем. Значи, што е една сериозна предност. Нашиот град стално имал некои работи по кои се разликувал од сите други и сега со ова навистина прави една голема дистинкција од сите други, бидејќи користи систем, така наречен виртуелен гасовод. Значи, иако Струмица не е конектирана на ни еден систем,
Градот успеа да направи 13 на километри мрежа, а снабдувањето во овој момент ќе биде со компримиран газ, кој ќе се транспортира од Бугарија, но меѓутоа на далечина од 3-40-50 км максимум, со тоа што при евентуално пристигање на цевка во градот, бидејќи државата планира да ја државните институции планираат да ја гасифицираат Македонија, и тоа е добар проект. Значи и во таков случај, кога ќе дојде цевка до Струмица, значи потпуно може компатибилно да биде, значи гасоводниот систем нема да користи компримиран газ, тука ќе биде приклучен на цевка. Така да проектот овозможува и приклучување на магистрални цевоводи и сега до тој момент, додека тоа го нема, ќе му овозможи на градот да го користи овој многу посакуван енергет. Гасификацијата на градот Струмица е еден интересен проект со кој се зафати градот Струмица и кој што ќе донесе бенефити за граѓаните на неколку начини. Најпрвен ќе донесе чисто гориво до домовите на граѓаните и до јавните објекти, со што ќе се овозможи почиста животна средина. Од втора страна ќе донесе поевтино гориво до граѓаните кои ќе може за помалку пари да добијат квалитетна енергија во своите домови и ќе може да добијат квалитетна енергија во јавните објекти со предност на градинки, школи, пензионерски домови и слично. Трето што е многу важно, дека со стручна употреба природниот газ кој што ќе се донесе до граѓаните е безбеден за употреба, само треба да се надмине првичниот страв кај граѓаните кои досега не работеле со гасно гориво. Инаку гасот е светски позната технологија, применувана во сите светски развиени земји, а ние треба да научиме како инженерски добро да користиме во нашите градови. Што покажуваат светските искуства за ваков тип на гасоводи, виртуелните, како што ќе биде овој во Струмица? Во суштина, градот Струмица ќе добие класичен гасовод, само напојувањето ќе му биде со виртуелен гасовод. Светските искуства се многу позитивни во делот на користењето на природниот газ. Секаде каде што почнал да се користи, почнувал да се користи се помасовно и помасовно, така што очекувам дека овој проект ќе биде пресликан и на други места низ државата, а употребата на виртуелни гасоводи исто така не е нова технологија, само првпат се појавува кај нас и очекувам дека ќе биде добро прифатена и дека ќе може ефикасно да се употреби. Почитувани струмичани, почитувани гости, а сега го повикувам човекот кој сонот за еколошки и економски поисплатлив енергенс го направи јаве за нас и нашите идни поколенија. Човекот кој знае на најубав можен начин да ја премости сегашноста со иднината на Струмица. Човекот кој Струмица ја направи прва гасифицирана општина во Република Македонија. Градоначалникот на општина Струмица, господинот Зоран Заев. Почитувани представници на дипломатскиот кор во државата, почитуван председателе господине Црвенковски, почитувани пратеници, почитувани градоначалници и советници, почитувани гости, драги сограѓани, дами и господа. Струмица до денес и Струмица од денес па натаму се две различни приказни. Тоа ќе остане врежено во нашата колективна меморија. Разликата помеѓу сонот и јавето може да биде голема и непремостлива, но таа може да представува и само една тенка линија која лесно може да се избрише, за да може слободно да се каже дека сонот станал јаве. Какво ќе биде јавето зависи од сонот, но многу повеќе од сонувачот. Духот кој во себе го носам ми овозможи од стариот добар учител животот да научам многу работи, но најповеќе од се научив како да сонувам со отворени очи. Го научив тоа и јас, го научија и моите сограѓани, па така заеднички одсонувавме многу убави сонови кои станаа наше убаво јаве. Вечерва Струмица и струмичани ја споделуваат меѓусебно радоста
за уште едно убаво јаве, за уште еден одсонуван сон. Вечерва Струмица и струмичани стануваат свидетели на испишувањето нова страница од историскиот времеплов на овој наш град. Честопати се вели дека историјата ја пишуваат победниците наспроти оние кои биле поразени во некоја битка. Но има ли поубаво нешто кога се испишува историјата во која победници се сите? Има ли поубаво нешто кога во потрага по подобро утре свртувате нова страница во живеењето, надминувајќи ги стереотипите кои се во судир со современите текови? Новото време нуди нови предизвици, а на Струмица и струмичани им прејде во навика, прифаќајќи ги тие предизвици да го збогатуваат квалитетот на своето живеење, правејќи го секој нареден ден поубав од претходниот. Како резултат на тоа, еве сме повторно собрани да одбележиме уште еден заеднички успех, како што обично се собиравме и досега за слични такви капитални успеси кои го направија нашиот град и поубав, и подобар, и поинаков од сите останати. Но овој успех што вечерва го прославуваме, има посебна тежина затоа што е единствен по многу нешта во нашава татковина. Од денес со гордост можеме да кажеме дека Струмица е првата општина во Македонија која преку ваков вид на виртуелна гасификација го започнува користењето на природниот газ и како таква представува светол пример и за другите општини, но и за самата држава. Драги мои, ви благодарам што дојдовте вечерва на овој свечен и историски чин. Ви благодарам на сите што сте овде заеднички да се зарадуваме на постигнувањето. Велат дека споделената радост е поголема радост за сите што со душа и тело му се радуваат на овој проект и покажуваат и докажуваат како е да се сака Струмица. Јас и моите сограѓани уште на почетокот се договоривме, наместо да губиме залудно време, чекајќи да станеме дел од Европа, истата таа Европа сами ќе ја донесеме овде, ползувајќи ги нејзините искуства и позитивни вредности. Ете затоа велат Струмица е најдобро место за живење во Македонија. Со гасификацијата тоа уште еднаш само го потврдуваме. Треба да се знае дека ветеното не се остварува туку така. Сонот не станува јаве преку ноќ. Во оваа прилика вреди да се подсетиме дека патот од идеи до реализација одеше најпрво преку организирање јавна дебата кон крајот на 2009 година, на која стопанствениците и граѓаните позитивно едногласно го оценија предложениот проект за изградба на виртуелен гасовод во Струмица. Следуваше и зеленото светло од Советот на општина Струмица за формирање на јавното предпријатие Струмица газ во 2010 година. На 15 април минатата година конечно беше објавен стартот на изградбата на примарната гасоводна мрежа која имаше за цел енергетски да ги поврзе градинките, основните и средните училишта и државните и општински институции во градот, со тенденција мрежата во наредните фази да се шири и до стопанските објекти и до домовите на граѓаните. Она што беше зацртано во нашите примарни планови е веќе остварено и денес официјално го објавуваме отпочнувањето на користењето на природниот газ во Струмица како ефтин и еколошки енергенс. Примарната гасоводна мрежа денеска има до сите јавни, општински и државни институции, до сите фабрики и во близината на сите куки во нашата Струмица. Изборот на моделот за изградба на виртуелен гасовод беше избор кој значише дека Струмица нема време за губење во исчекување на изградбата на националната гасоводна мрежа. Но во исто време
значеше и целосна компатибилност со истата, кога таа и да се изгради. Во прилог на оправданоста на нашиот проект оди и стратегијата за енергетика за периодот од 2008 до 2030 година на МАНУ, Македонската академија на науки и уметности. Во таа стратегија, во делот за природен газ и основните принципи на развој на преносната мрежа, стојат препораките за етапни инвестициони зафати и правци кои гасоводно би ги поврзале градовите во државата. Во спротивно се вели во стратегијата на МАНУ, треба да се размислува за снабдување преку така наречени виртуелни гасоводи. Таквото размислување кај нас одамна прерасна во идеен проект, а проектот во она што е повод за нашата вечерашна свеченост. Пробните тестирања веќе ја потврдија успешноста од употребата на гасот, па сите оние кои се дел од институциите, кои се под ингеренции на општината, веќе го чувствуваат благодетот од греењето со помош на природен газ. Во оваа прилика, бројките на отчетноста велат дека за изградбата на гасоводната мрежа од 13 километри се потрошени 65 милиони денари. За опрема за декомпресирање, резервоари, платформи и локација за поставување на опремата 25 милиони денари. За адаптација за користење на природниот газ во сите општински институции 20 милиони денари и за мерно-регулаторни станици 6 милиони денари или вкупно околу 2 милиони евра. Тоа покажува дека гасификацијата на Струмица е најголемата домашно економично енергетска инвестиција во Република Македонија во последните неколку години. Економската оправданост на овој проект се огледува во фактот дека за греење на општинските институции годишната заштеда би изнесувала преку 300.000 евра. Токму поради ова и поради идните бенефити кои ќе ги ползуваат граѓаните и стопанствениците со поврзување на домакинствата и фабриките, вложувањето сопствени општински средства во сопствен општински проект е вистински полн погодок. За волја на вистината, за прв пат во овие безмалку 8 години посакавме за ваков вреден капитален проект и да ја задолжиме општина Струмица. Од државата и владините институции не побаравме ниту денар, туку само единствен подпис. Подпис кој една општина со највисок кредитен рейтинг во државата и го заслужи. Тој подпис не го добивме, но јас и моите сограѓани ставивме свој подпис и свој печат на својот проект и го реализиравме на наше взаемно задоволство проектот гасификација на Струмица. Затоа и јас ја користам оваа можност јавно да им се заблагодарам на сите граѓани од општина Струмица кои веруваа во гасификацијата и безрезервно застанаа зад неа. Зборови на благодарност упатувам и до Топлификација АД Скопје, Топлификација Инженеринг Скопје, Point Pro Скопје, Галилео Македонија, Галилео Бугарија, Конти Хидропласт Гевгелија, Филбис Мирко Скопје, Кратер Скопје, ЦМЦ Екокон Скопје, Цирко Скопје, Жикол Струмица и Универзал градба Струмица. Зоки Узунов, Мите Андреевски, Верица Узунова, Зоки Китанов, Блаже Милановиќ и другите. Огромна благодарност посебно до вас. Тоа што го одработивте не се плаќа со пари. Ама испишавме историја за Струмица. Драги пријатели, овој историски чин се случува во датум кој лесно се памети. Денес денот е 10, месецот е 11, а годината 12. Бројките во низа, кои последователно растат, асоцираат на исчекор, на растеж, на прогрес. Во името на тој прогрес кој треба и мора да продолжи
нека ни е со среќа почетокот на користењето на природниот газ во Струмица. Благодарам. Почитувани, природниот газ стаса во Струмица, но сега да видиме како тој се испорачува во системот и како се врши надзорот на декомпресиската станица. Повторно се вклучуваме на местото каде што е лоцирана станицата, таму е колешката Нела и вработените во Струмица газ. Еве повторно сме на декомпресиската станица. Овој пат Верица Узунова, инженер, ќе ни објасни како се врши надзорот на испораката на природниот газ. Покрај физичкиот надзор, односно физичкото следење на гасомерите кои што ќе бидат поставени до крајните корисници, јавното предпријатие за енергетски дејности Струмица газ овозможи и далечинско управување и мониторирање на начин со тоа што преку софтверот SCADA 24 часа ќе има мониторинг и увид во испораката и снабдувањето до крајните корисници со природен газ во град Струмица. Ова до мене е всушност дел од SCADA системот кој што укажува кои од мат модулите се во моментов активни и полни со газ, преку кој мат модул во моментот се врши испораката на газ и колкав е притисокот во секој од модулите. И уште за крај да додадам од овде дека колегите ми јавија се е завршено, сите контроли се направени, инсталационите проверки исто така. Така што во моментов сведоци сме сега и овде на еден историски чин не само за општина Струмица, туку и за цела Република Македонија, со тоа што влегуваме во една нова ера во делот на енергетиката со отпочнување на гасификација на општина Струмица. Ве повикувам, почитуван градоначалник, и официјално да го означите стартот на природниот газ во град Струмица. Благодарам, Верице. Тоа беше се од декомпресиската станица. Ви благодарам и на двете. А сега дојде моментот поради кој се собравме вечерва овде на плоштадот, да ја потврдиме успешната приказна на Струмица. Го повикувам градоначалникот Зоран Заев да го запали факелот кој символизира присутност на природниот газ во градот Струмица. Почитувани, нека ни е со среќа и нека се редат само успеси. Ви благодарам што вечерва бевте со нас.
Самоилова, царевите кули, стара црква, свети 15 маченици. Војска Самоилова, царевите кули, стара црква за тиверополските маченици. Se